сме навикнале, браќи и сестри, Господ да биде смирен. Па дури и некои да не го признаваат, да велат не постои Бог. Меѓутоа, ова евангелска перикопа ни покажува дека ќе дојде во слава еден ден, кога најмалку може го не очекуваме. Ќе отвори оваа затворена врата и ќе седне на тронот и ќе рече: дојдете да ве судам. Може би нема да дојде овде во Кривогаштани баш да биде каде што сме сега, ама ние од Кривогаштани ќе бидеме на судот, кај да биде и каков и да биде. Не можам сега да ви кажам на кој начин ќе биде судот, зашто ниту јас не знам. Ама Господ ќе го изведе. Ќе дојде во слава овој пат, не во смирение, како смирен човек да се роди, како што се роди на Божи, туку ќе дојде со светите ангели заедно со свита голема. Ние владисите, може да би сте приметиле, носиме некои светли одежди, па на главата митра, затоа што владиката во овој свет е икона на Господ Исус Христос. Замислете го Господ дека со сиот свој сјај, кога и ние вака се облекуваме владиците, можете да мислите Господ со каков сјај ќе дојде и ќе седне на тронот на кој седи и сега владиката. Тоа и тоа значи ние служиме литургија и на крајот седнувам на тронот и ви раздавам нафора. Така ќе дојде Господ не само за да ни раздаде нафора, зашто сега ни ги дава даровите, туку тогаш ќе дојде да ни суди. Да ги оддели овците од козите. Вели еден познат светител на црквата, Кирил Александриски, како ќе ги разпознава овците од козите? По тоа што овците имаат волна, а козите имаат равно влакно и ќе ги фаќа како што претходно Јаков ја фаќаше кожата на син му Исав за да провери дали е тој син. Денеска, браќа и сестри, имаме многу средства за да имаме иконична слика како може да биде тоа. Меѓутоа некој и денеска ќе рече: па видите, камери има насекаде, Господ како ќе ги знае делата наши многу лесно. Од секаде не гледаат камерите на ангелските очи и тие не снимаат. Но уште подлабоко мислам дека е тој запис на нашиот живот. Господ е во секоја клетка на нашето тело, на нашето постоење. Секаде се е Господ, а ние сме само делови од Него. Како не ќе знае што направило, не владиката што направил, туку не секоја клетка во неговото тело, која може да се милиарди клетки во едно тело човечко. И што направила таа клетка? Се знае Господ, затоа и праведен ќе суди. Затоа судот негов нема да трае како сега, па се одложило едно судење, па се одложило друго судење, па сведоци се потребни, па не знам, неправедни суди имаме. Туку се ќе биде само за неколку моменти. Зашто немаме приговор на праведниот суд Божи. Се знае, се е отворено, се е откриено и ние што да приговараме на неговиот праведен суд. Затоа треба да се трудиме во овој живот. Ова евангелска перикопа затоа и сега се чита пред светата 40-ница. За да имаме во овој живот одговорност како да го живееме, па за да испаднеме
оправдани на страшниот суд. Оправдани, тешко дека ќе испаднеме по правдата Божја, ама по милоста Божја се надеваме. Се надеваме Господ да ни биде милостив за нашите погрешки кои ги правиме во животот. Колкав дар ни дава Господ? Ни вели, сега живеј. И ние сме живи. И не сме радосни за тоа што сме живи. Ама затоа треба заради таа благодарност да ја полниме црквата, зашто ова служба која ја служиме е токму благодарност. Литургијата која ја служиме по недела, на празник, е благодарење на Бога за тоа што ни го дал. Тоа може да не искупува, да ја создава милоста Божја према нас, затоа што ние сме благодарни битија, знаеме да бидеме благодарни битија и што покажуваме, дека сме благодарни битија. Инаку, колку луѓе околу нас живеат неблагодарен живот? Не се благодарни ниту затоа што постојат, ниту затоа што имаат живот сега, а перспективно ќе имаат живот во вечност. Колкав дар е тоа? Има некои поголем дар, се слушнале за поголеми материјални средства, дека се тоа милиарди долари колку што имаат некои во Америка. Како слушате? Ама животот вреди помалку од милиарди долари на најсиромашниот човек. Токму тоа правило треба да го имаме за живот и кон другите. На тоа не потсетува оваа евангелска перикопа, дека животот на другите е живот и наш, зашто сите сме во Господа. Нахраниме некој кој нема да јаде, исто ко себе си да сме дале храна. Да напоиме некој кој е жеден, исто ко себе си да сме дале питие кога сме жедни. Да посетиме некој кој е во болница или во затвор, исто е како да сме самите биле во болница и во затвор, а колку очекуваме тогаш да не посети некој. Затоа, браќи и сестри, овие евангелски перикопи не само што се поучни и треба да ги извршуваме во нашиот живот, туку се врвот на теологијата, на науката Божја, која ни ја дал нам да ја учиме и да ја живееме. Затоа што без таа, колку изгледа основна работа тоа, ама колку луѓе ја прават, колку луѓе истовремено го доживуваат својот ближен, братот или сестрата како самите себе. Па најродниниот крв што се, па некојаш ќе се раскараат до таа мера да не сакаат да се видат. А камоли оној кој прв пат го гледаме, можеби, треба да имаме доживоен секако односот и искуство, со подолго време се станува верен еден на друг. Ама почетно отворени раце за прегратка треба да имаме кон секого. Можеби малку чудно ви звучи кон секого кога велам, ама тоа значи кон друговерците. Тие се во заблуда по однос на верата. Тоа не значи дека не се луѓе и дека не важи ова, дека не треба и нив да ги нахраниме, и нив да ги напоиме, и нив да ги посетиме. Само едно ако сватиме, дека сите се створено, се ова што гледаме, сите светови и оно што не гледаме, нормално што не може да го видат нашите очи. Зашто или далеку, или во друг начин на постоење,
Сето е створено од Бога. Тој е Бог на сите, и на овците, и на козите. Сега кај ќе бидеме, на која страна ние, тоа зависи само од нас. Дали ќе бидеме од страна на овците или од страна на козите. А можеме, еве, го живееме животот така слободно и така ни дал Господ слободно да го живееме. Да мислиме дека многу луѓе, додека се млади, па нарочито мислат дека нема смрт. Која ќе остарат, ќе мислат за смртта само на оние кои ги познаваат или ближните нивни. Но блажен е оној човек кој уште од младини размислува за смислата на животот. А во смислата на животот, во еден сегмент ќе ја види смртта. И ако оди понатаму од смртта, ќе рече, па чекај, не е се безсмислено да заврши се во смртта, туку ќе има суд, затоа што има живот вечен. Ако има живот вечен, да го живееме животот уште сега и овде одговорно. Да го живееме животот како што Господ предвидел за нас, односно препорачал да го живееме. А тоа е живот во заедница со Него, ама и во заедница со сите кои тој ги створил. Затоа, браќи и сестри, да се потрудиме, еве, уште во овој подготвителен период на Светата Четириесетница, да се покажеме достојни за благодатните дарови кои ни ги дава Господ. Зашто Господ ни дава без да сме заслужни енергии да постоиме. А ние треба само една благодарна му кажеме. Само тоа го чека од нас. Не можеме да ги вратиме тие енергии, не можеме да му вратиме ништо од тоа што тој ни дава. Ама можеме да му речеме благодарен и да се однесуваме така, зашто зборот е збор само ако и го прати нашиот однос кон истиот. Милоста Божја нека биде на вас, да ве чува, да ве храни и да ви дава благодат по сите векови.